со Јулија. Најдраги мои, ете вие ја видовте најавната шпица и веќе знаете дека е време за нашето заедничко будење. Точно е 12 часот, не касниме ни во секунда, значи точни сме од режија ние овдека во студио наместени на своите места. Субава енергија, морам да ви кажам, драги мои, така да овој пролетен дожд, кој што од изутрина некако заврна и сонце кое што срамежливо се појавува, некако направија навистина една убава енергија, затоа што се чувствува во воздухот веќе месец мај, прочистена енергија, светлина, онака сме сите желни, што се вели, да го почувствуваме пред се мирисот на природата, звукот на птиците, убавото сонце и овој дождер што навистина е прекрасен, да ви кажам, мене многу ми пријаше од изутрина, иако морам да кажам дека за нас кои што се подготвуваме за емисија, кога е дождливо времето малку е така по неприлагодливо заради тоа што мора да се влезе од кола со чадор, па да се излезе од кола, веќе си се спремил, си се подготвил за емисија, затоа што ние жените секако нели мораме да внимаваме на себе, затоа што ете таква ни е просто женската природа и јас по овој повод се заблагодарувам на мојот бутик кој што ме облече за оваа пригода, на вистина еден прекрасен бутик ЖД Тамаш од Битола, драги мои, кои што од скоро се мои поддржувачи што се однесуваат до тоалетата за емисија и многу им благодарам за тоа што тоа се пред се многу квалитетни модели и како изработка и како материјал. Ова е чист, лен, убав памук, пријатен што го гледате на мене и затоа ете сите вие кои што на некој начин сакате пролетно да си ја возобновите својата гардероба, ЖД Тамаш од Битола нека биде вашиот избор како што е и мојот. И секако дека пролета ни овозможува така, барем на нас жените некако да задишеме поинаку заради тоа што и самото име пролет се знае, женско време, кога жената се буди, жената во нас. Драги мои, вие знаете дека секогаш јас се трудам да во мојата емисија имам жени кои што се навистина жени во вистинска смисла на зборот пред се, жени кои што се навистина разбудени на духовниот пат, кои што секогаш во себе го негуваат длабоко она женствено чувство на подршка, на подкрепа, на мајчинство, на сочувство, на љубов пред се, драги мои. Затоа што вие знаете дека во оваа емисија љубовта е движечка сила и што би ние без љубовта? Всушност, така и ја започнав оваа емисија 12 години, навистина само љубовта ми помага да издржам на овој пат, затоа што не е едноставно, драги мои, да се зборуваат убави работи во неубави времиња, а некако како сите да сакаат времето да ни го направат неубаво, но јас знам и секогаш верувам дека ние можеме да направиме нешто убаво и затоа секогаш велам дека нема неубави или лоши времиња или лоши денови, колку и да се лоши, сепак мораме да најдеме сили да се издигнеме над се она што не вознемирува, што не оттргнува на вистинскиот пат. Но само свесниот човек, високо свесниот човек може да се избори со некои предизвици во животот, затоа што животот не ни е даден да ни тече како мед и млеко, туку навистина со предизвици кои што колку повеќе ги освестиме, толку полесно ќе ги надминуваме. И ете, вашиот водител и мотиватор, да не зборува многу, имаме време за оваа емисија, навистина повика само жени, една женска убава енергија од почетокот до крајот на нашето заедничко будење, драги мои, денеска. Но затоа одиме со една молитвена песна од режија да ни пуштат малку да се усредсредите и вие дома покрај малите екрани, да си земете нешто вака покрај себе. Јас имам убав чај кој што ми го подготвува вообичаено мојот камерман Срđan. Навистина сум благодарна, а тука ми е и водата, затоа што до крајот на емисијата навистина се пие доста течности. Епа, ете така, подгответе се за малку музика, одиме молитвено со Мајко Боже, ми се чини заради тоа што навистина сакам еден благослов за оваа емисија и се враќаме во студиото за да ви ги представам моите први гостинки. Со Јулија.
nedostižna, kon oblaci izvišena, letaj v nebesa ti radosna, kako angel so kriljata. Majko Božja, Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, ke te molam za spasenje. Majko Božja, Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, ke te molam za spasenje. Grevot caruva, bolka tojni daruva, solza majko kapnuva, tebe presveta te baknuva. Majko Božja, Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, ke te molam za spasenje. Majko Božja, Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, ke te molam za spasenje. Ptico moja nedostižna, tebe dlanka ti podava, daj mi zrno od radosta, iskra nadežda nasmevka. Majko Božja, Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, ke te molam za spasenje. Majko Božja, Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, ke te molam za spasenje. Imam silna verba vo tebe, ke te molam za spasenje. Budenje со Јулија. Ете, драги мои, малку музика за добар почеток, убаво молитвено да го смириме нашиот дух и да тргнеме во нашето денешно заедничко будење. Морам да ви кажам дека во студиото веќе се наместени две прекрасни дами. Дами кои што пред се својот живот или, да кажам, својата активност, својата определба, ја насочиле кон хуманоста, кон чинење добри дела, помагање и поддршка на сите оние кои што им е потребно, посебно на оние категории на деца кои што се со посебни, да кажам, потреби, како што ги кажуваат, но дали се со посебни или надпосебни, заради тоа што се тоа и надпросечни деца. Но за да го разбере тоа нашето општество, навистина ни се потребни вакви луѓе кои што ќе работат на патот, за да едноставно ги освестат сите оние кои што доволно не се можеби свесни. Жени кои што имаат навистина собствени борби во животот, жени кои што се излезени како победници од многу своји премрежија, на кои што животот и тоа како знаел да им зададе удари, но останале цврсти и непоколебливи,
на својот животен пат, бидејќи знаат дека од нив и само од нив зависи што ќе бидат денеска, што ќе бидат утре, што ќе бидат за своите семејства и што ќе бидат за поширокото обкружување или каков придонес ќе бидат за светот. Едни такви светски жени, за кои што ќе дознаете малку повеќе од која ќе ви ги представам, се денеска мои гостинки. Едната веќе ми беше гостинка, а другата навистина за прв пат и многу ми е драго што се огласија и двете да дојдат заедно, затоа што и двете се во една заедничка акција која што ги поврзува. И на мое големо задоволство им велам добре дојде на Амела Мемиш Апостоловска и на Жанет Маркушова. Добре ми дојдовте, девојки. Добро ве најдовме, добар ден и до сите гледачи, да ги поздравиме или да ги поздравам, еве, лично јас од мое име и за гледаноста и за интересот што се пројави од последната емисија кога бев тука и исто така и за поканата, за пријавот. Благодарам, Амела. Жанет? Исто, како прво да се многу заблагодарам на поканата и прилика што ми пружи Амела за да како активист да се вклучим во ова иницијатива коju сакаме заедно да направимо. Ама повеќе ќе да каже Амела. Инаку јас ќе кажам Жанет за гледачите дека Жанет е сопруга на чешкиот амбасадор во Македонија, на словачкиот се извинувам, на словачкиот амбасадор во Македонија и затоа можеби така, еве гледачите сигурно приметија во зборувањето Жанет, драги мои, има малце хендикеп и постојано вели помалку да ја прашувам заради тоа што не зборува убаво, но јас мислам дека она зборува супер и Жанет апсолутно да си бидеш слободна, навистина сете разбираме и зборуваш прекрасно македонски. Благодарам. Колку време си во Македонија, Жанет? 7 години сам тука во Македонија. Веќе на супругот се завршува мандат, така да во лето заминуваме назад во Словачка. И во тој период морам да кажам да сам многу сретна што баш тука во Македонија сам упознала многу луѓе поред коих се променила, да кажем, или поред коих сам могла да отворим баш ту моју енергију, у кој и нисам била толку свесна да ја имам кај мене. Така да за мене ових 7 години многу значи. И сакам само да кажам што се тиче Амели, ние сам упознала само пред годину и пол. Ама ништо не е случајно и ја имам осет како да се познаваме одавна. Браво, баш се радувам навистина. Жанет, мора да кажеме дека навистина за овие 7 години ти ми кажа во едно наше така зборување дека Македонија чувствуваш како своја втора родна земја, толку многу што ја засака и дури ми рече, дури ќе гледам кога пак ќе можеме да се вратиме, затоа што овдека навистина ми е срцето и овдека, како што рече и самата, си ја отвори на друг начин душата, енергијата, дојде до една експанзија, дојде навистина во една состојба во која што можам да кажам дека буквално сите те имаме како наша. Јас се стварно и така чувствувам и сигурна сам пак повторно да се вратим во Македонија. Така се и отворено и со супругот зборувам. Да, сега таков е период, живот тако доноси денови, значи ја како супругата на еден дипломат, тој е мој живот да сам поред него, било каде да одемо. Ама сигурна сам да и сам му рекла да сакам пак повторно уште да се вратим од тука. Иако будем во Словачка, сакам да си одржавам контакти со сите ови мои пријатели и пријателства кои сам ту стекнала во Македонија. Затоа што стварно многу сам се ту научила.
како прв пат тука баш во Македонија сам имала прилику да се упознам со конкретни фамилije кои имају деца со, сега ја не волим баш овај збор, ама тако се употребува, како што си и ти најавила порано, значи со попреченост, затоа што за мене тие деца имају многу повеќе него например ние. Многу сум се научила од тие деца, тие мајки, да. И затоа многу сам сретна што имам прилики и до ден денеска и како сум упознала и Амелу и njezine прекрасни деца, Леон кој е дете со аутизам и Андреја. Ја их чувствувам како да су мои. Затоа што и од нив и од секој контакт кад сам со нив, то не може никој да схвати то. Мора човек да осети те чувства, како се они понашат према мене, како осета секогаш, ако не кажувам, они осете да нешто ме мачи, а они сами извлече, не знам ни како, и се отворим, значи да кажем што ми е маката. Мислим, наравно на начин како што треба, затоа што ја мислим, многи луѓе мислат да овие децата немају чувства. Тако имам слушнато и од некои кои студират психологијата, што воопшто не е вистина. Значи, тие деца чувствуваат многу повеќе и поемотивно него ние. И јас затоа мислам, значи, и не крием некои ствари, затоа што тие деца они то осетају. Осете секогаш кад их некој жали, они не сакат такви луѓе. Они не се за жалење. Тие деца едноставно сакат да се прихватени. Точно. Да, они имају неки свој свет, ама и тие деца заслужуваат љубов, а имају многу и можу да дадат многу љубов на другите. Само треба ние да то прихватимо. Така е. Така е, навистина ти благодарам многу за нешто даде ден толку убав увод во целата наша ова дружба и ова емисија. И покрај тоа што ете, Амела, гледаш, имаше трема Жанета и еве сега веќе го пречекоривме прагот, нема трема и се оди како што треба. И како што рече Жанет, Амела е мајка на детенце со аутизам, тоа го зборувавме и во претходната емисија. Амела многу активности на тоа поле, башка и девојченцето имаше еден мал хендикеп со стапалото, нели? Така, постојано сте во некоја, да кажам, борба со тоа своите деца да ги изведете онака како што треба, да не се разликуваат од другите деца. И тоа се едни прекрасни деца, навистина вистински ангели. Но морам да кажам, ти како мајка, која што си буквално комплетно посветена на тоа, многу работиш, многу на себе работиш духовно. Мајка која што многу се ангажираше за децата со аутизам, да ја пренесува, нели, вистината, да зборува за тоа, да се избори за некакви права во општеството за тие дечиња. Сега да кажеме исто така, си организатор и председател, тука е и Жанет, на едно посебно здружение кое што сега почнува одскоро да функционира и веќе имавте активности, и да се надоврземе како дојде на таа идеја и за што се работи. Првенствено ќе кажам дека тоа здружение Центар за личен раст и развој, едукација, психолошка помош и поддршка. Како дипломиран психолог на Лондонскиот универзитет и доста сум поврзана веќе и со америчките, исто така медицински академски универзитети. Доста работи совладав во периодов. Здруженијето датира од 2023 година, од декември месец, од ноември. И се поднесени документите, се што требаше во Централниот регистар, се си е регуларна. Го оставив во мерување, бидејќи сакав да наблюдувам што прават другите. Така. Како дали они ќе придонесат нешто за децата? Затоа што во статутот стои, во мојот статут на цели, стои и за заштита на децата со посебни потреби. Мислам, или на децата со попреченост, на лицата со попреченост, затоа што имаме и возрастни
на кои што им е потребна помош. Го оставив сето тоа така да тече, видов дека еден извесен период, нели, како што растеме духовно, како што нашата свесност, мојата свесност почна да расте, толку повеќе почнав да ги согледувам работите, дека повеќето се користат за сопствени цели, а само се доаѓа до злоупотреба на лицата и на семејствата. Со тоа што дојдов до иницијатива баш на 2 мај, да направиме значи Сдруженијето, јас како председател, во координација и со други, во нормално, да направиме национална психолошка мотивацијска турнеја, зборуваме во цела Македонија, во поддршка на лицата и семејствата со попреченост и нивните семејства, чиј наслов гласи од тишина до глас. Имаме доста нормално. Не бараме финанси или нешто, ние веќе имаме, јас тоа го објавив и на моите социјални мрежи и веднаш се јавија кои што сакаат да учествуваат, да организираат, да повикаат, а јас секако дека ќе им спремам бесплатно да добијат тие родители водич, како водич кој што ќе биде на, значи за сите деца еднакво, родителот да знае како со тоа дете да пристапи. Одлично свое собствено искуство, во склоп со духовното, во склоп со психологијата. Ке работиме повеќе на јакнење на самодовербата, нема да имаме презентација како што е, само ќе го испрезентирам тоа и ќе се заменам. Не. Ќе имаме интерактивни работилници помеѓу родителите, да ги слушнам сакам, да слушнам што има да кажат, да можам да ги посоветувам и од мое лично искуство, секако дека и Леон ќе биде присутен, затоа што и тој изрази желба да дојде, што сакам да го видат и Леон, не само на социјалните мрежи, туку да го почестуваат и да почестуваат неговата љубов. И за да сватат што е она што мене ме трансформираше како личност. Што е тоа што мене ми помогна да ме издигне. А тоа е љубовта од Леон што мене ми ја даде. Токму така. За да се опстои на тој пат, на вистина, љубовта е нешто што треба да се освести како состојба, значи да бидеме на вистина во состојба на таа љубов за која што толку многу се спомнува и се зборува, но често пати знаеме дека луѓето кои што се студираат со такви проблеми, понекогаш немаат, да речеме, доволно можеби концентрација, доволно време, заради тоа што знаеме какво е времето и всушност кога се има такво детенце во фамилијата, колку се неговите потреби повеќе од колку потребите нели на другите деца. Заради тоа што навистина треба семејството и да има и добри услови за да му обезбеди и школување кое што можеби ќе бара нели посебни некои потреби заради тоа што самото дете се соочува со сета онаа состојба во која што е, и за родителот и секако дека за да и самиот родител за да се ангажира во една таква акција, треба на некој начин да се створи услови, како дома, така и за надвор, заради тоа што ништо денеска на некој начин или не е бесплатно. Затоа што за да отидеш до некаде до било каде, сепак нели како што е времето и треба на вистина доста труд пред се за да може да се постигнат тие некои работи за кои што ете вие сте се заангажирале. Точно така, Јулија, и поради тоа ова не е врз основа, ја затоа и кажав, затоа не може родителот да дојде во Скопје за да го ислуша и за да направиме ние таа работилница, за да можеме да ги зајакнеме и емоциите, за да можеме да им кажам и од своето лично искуство, не само теоретски најавено, и потоа сам теоретски научена и потоа пренесено кажано, туку кај мене е склоп на лично искуство и професионално научено. И многу е добро тоа што сте се решили да ги посетите другите градови, да отидете, затоа што, како што рече, не може секој да дојде во Скопје, а токму поради тоа, бидејќи во малите градови се позатворени средини, луѓето потешко доаѓаат до информација и некако се срамат од тие состојби да излезат, ги чуваат дечињата затворени, без да ги социјализираат, без да можат, нели, онака да растат послободно, а нема од што да се срамат, но едноставно и менталниот склоп можеби на
кај нас така се уште не е отворен умот до таа свесноста, до таа мера, за да можат луѓето да сватат дека колку повеќе се отворат, толку повеќе и тие и нивното дете ќе се чувствуваат и ќе бидат добра. Да, токму и тоа е една од многуте насоки кои што ќе се одвиваат, да ја скршиме стигмата. Затоа што е потребно да ги отвориме картите, зборувам картите, сега ќе се изразам, значи да ги отвориме душите меѓу себе. И јас како мајка на тоа дете, не само да ме гледаат, еве јас професионалец сум дошла тука и нешто сега ќе зборувам, а немам искуство. Туку точно ја знам болката која е. Да, или да ти си дипломиран психолог, како што кажа, но сепак едно е да навистина во пракса се соочиш со проблемот, да го живееш, а друго е како научен материјал да го предаваш. Точно така. Точно така, затоа што во предавањата, знае во клиничкиот дел да се појави, да кажем, огледалните неврони, често им се нафрлаат на студентите дека изоставуваат кај лицата со аутизам. Огледалните неврони ни се едни кои што потикнуваат емпатија. А напротив, лицата кои што се не само со аутизам, со попреченост или потешкоти во развојот, тие имаат многу емпатија. Тие имаат многу љубов. Да. Тие баш се оние кои што се многу духовно разбудени за разлика од нас и затоа го живеат својот свет. Да, и тие се постојано во состојба на љубов. Што и да се случи, тие се во состојба на љубов и затоа може да бидат и добри учители на самите родители, ако навистина родителот сака и ако не е во онаа состојба на жртва, еве мене што ме снајде од Бога, еве моето дете какво е, јас се мачам, јас правам, значи ми се чини дека главно и основно е на тие ваши предавања, верувам дека тој дел сигурно си го опфатила, родителот да избега од улогата на жртва. Кога родителот ќе избега од улогата на жртва, тогаш навистина може на вистински начин да се посвети на своето дете и да биде онака стварно еден родител спрема општеството да зрачи сосема другачие, значи во средината, а не само да се жали и да како да кажем, да кука над својата, да речеме, судбина. Да, лелека. Претежно и тоа ги слушам веќе, ги читам по социјалните мрежи. Ворете да го споделам моето искуство, нелагодно, но исто така го споделувам и искуството како сум се справила со тоа. Затоа што и јас ги имам се уште. И имала Леон и булинг во училиште, имала Леон, мислам што му се случи, имала Леон и моментот петарда, која што се исто така од несовесни дечиња. Мислам, децата не се виновни. Така, да, така. Децата се чисто гледала на родителите. Токму така. И затоа тие го проектираат тоа надвор. Сето она што не може да го канализираат дома, да го кажат пред родителите, се испуштени на улица и прават што сакаат. Можам да кажам дека да, токму ова што го нагласи ќе биде исто така работено, да се прифати тагата, да се прифати процесот, како оди процесот ќе биде објаснат, како да почнат да се отварат меѓусебно, каде да најдат таа поддршка. Има многу елементи кои што ќе ги вклучиме и ќе имаме ние работилница која што ќе биде помеѓу родителите. Не само да зборувам јас. Каде што ќе се слушнат анонимно, ќе се слушнат и не со други што и како ќе може да си дадат нели совет, што ќе ги потикне тоа, да престанат да се кријат зад завесата на комфортната зона, туку да се отворат и да бидат гласни. Затоа и самата тема е тишината, гласот од тишината, издржанието. Самата тема е од тишина до глас. До глас, да, убава, ми се допаѓа насловот на целата таа Затоа што и е потребно да се слушне, а ова до сега го не се остварило. Во секој град да се оди, точно се појави, имаме поддршка, веќе Кавадарци, имаме и датум, кој што ние, мислам, веќе дефинирани датумот и часот, семејствата тука се исто така пријавени се. Да кажеме, ако е дефинирано да слушнат Кавадарци, на 22.5, но тоа е само за Кавадарци. Затоа ние одиме, од Свети Никола ми исконтактира вчера, веќе во Штип исто ки имаме. Тука не сум само со Жанет, тука е со нас и Елена Бегова, која што е основач председател на фондацијата Ица Бегов. Ние три заедно веќе ги договараме сите работи како да течат. Одлично. Од наша страна. Одлично. Жанет, еве да те прашам тебе, и покрај тоа што се знаеме, нели вака сме се видувале на одредени настани и навистина ни е драго заради тоа што си една прекрасна особа која што пред се
На вистина максимално за ова време додека во Македонија се вложи на помош на сите овие вака специфични, да речем, групи дали на деца или на луѓе. Знам, морам да кажам дека си исто така активистка и кај жените кои што се борат со канцерот. И од таму всушност се знаеме и од таму се знаеш и со моето девојче, со Андријанче, кој што е сега ангел небесен, и ете на некој начин, да речеме, тоа не поврза. И фала му на Бога што ете постојат такви жени кои што и покрај тоа што не се овдека раснати во оваа средина, се прилагодуваат и го даваат максимумот од себе. Еве, кажи ми како ти овие години, како дојде пред се до идеја да бидеш дел од таков склоп на луѓе кои што се борат со некои специфични состојби? Дошло до тоа баш затоа што и мене беше диагностициран рак. Само не сакам многу да одолжувам, ама морам да кажам да ја никогаш нисам схватила да ми е рак како нека казна од Господ, како што многу често си слушаме од жените, зашто баш јас во што сам во живот толку сгрешила да сам се вака разболела баш на ракот баш ја. Кај мене ово прашање никогаш не беше поставено, затоа што во први моменти, наравно, кад сам решила операцију и све што беше потребно, ја имам направено мастектомију, значи без дојка сам. Никогаш нисам се замислувала над некими, како да кажам, битно ми било да живеем. Тоа беше прво, значи. И тоа што зборувавме, не се стави во улога на жртва. Да бидеш жртва, еве мене што ме снајде да кукаш, едноставно гледаше поубавата страна. Да. И баш тоа кад сам јас сам поминала многу лесно, затоа што кај мене се открило на почеток. Значи ја немам нити хемотерапија поминате, нити зрачењето. Тоа е добро, да. Ама сам дошла во тој момент со контакт со жените кои во тој период после операција, пошто нали сам морала и јас да одем на контроли, јас сам под таблетарна терапија. И сам гледала и сам осетила, значи, како е на тие жени тешко, а колку им значи психичка поддршка. И многу ми значило, значи, тогаш сам ја схватила и нешто да сакам и тука некако да се ангажирам, за да можем да тие жени поддржим кад им буде потребно, пошто многи не схватају да само со пристап убав, со нека позитивна енергија, со убави зборови, тоа за тие жени многу значи во тие моменти кад имају они, кад се борат за свој сопствен живот. Женит, во кој период од својот живот ти се случи тоа? Пред колку години ти се констатира канцерот и колку време има како веќе немаш тие проблеми? Сега во август буде што пуним 6 години. И полека, значи, јас се сматрам веќе да сам излечена, а сигурна сам да тако размислувам да никогаш не ми се повтори, затоа што јас сам схватила баш тоа што Господ ми дао, или сам се не дао, не знам како убаво да се изразим, едноставно знам да ова болест ме многу научила, а требало да дојде кај мене, за да знам што во мој живот треба да променим. Да. Значи, како сите, нити еден човек не е савршен, мислим да нема кај себе нешто што не схвата или што да би секогаш правило само добре ствари или размислувал само на добар начин. А се запоставувал себе си или бил добар за другите, а за себе лош, како што велат, нели? Тачно. Да. И тука сам схватила, значи, тачно што морам кај себе да променим, а најважното, како прво што сам приметила, јас сам се секогаш цел живот, мене тоа беше тако спонтано, нисам то приметувала,
сам се раздавала секогаш наравно на фамилија, на супруга, на децата, на пријатели, а нисам схватила да уствари место каде што сам јас. Јас сам секогаш била некаде, ако сам имала време последна, да. Сам схватила да не е то баш така. Значи, секоја жена мора да си најде време и за сама себе си. Значи, да, битна е фамилија. Тоа е, мислим, стварно. Ама треба жена да схвати да и она има место во живот. Значи, мора да си најде. Ако има да си најде некој хоби кое на то време да има, пошто многу често пати слушам да ми кажу дека па добро Жане, да ја немам на мене време затоа што преку обврски, после на работа, после деца. Да, тоа е вистина, ама не е вистина да не може. Значи, една жена, а то сам и ја схватила исто на мене, ако нешто сакаш, све се може, пошто све е само да си организирам то време. А то никој не може за мене да направи, само јас. Така да, јас сам почела така да си секој вечер пред спиење да сам си размислила, утре имам ово. Значи, стварно, јас сам цел ден на ногама. Значи, мене дома сам стварно само на вечер за да направим тоа што треба за фамилија, ама цел ден сам во движење затоа што тоа ме исполнува. Тоа сам схватила баш кад помагам, барем на еден човек ако помогнем, кој се на мене насмее и ми каже фала ти Жане за твојата енергија која си пренела убаво на мене, то чувство тука то не можем да попишем со зборови. Едноставно то човек мора да осети сам на себе. Токму така. Жанет, значи ти со канцерот се соочи кога беше во Скопје, затоа што 7 години сте веќе тука, значи тука ти се случи и тука го изоде патот. Да, така. Браво, Жанет. Што да ти кажам, навистина си храбра жена. Само не сум те прашала за фамилијарната состојба. Дали имаш дечиња, колку деца? Имам 2 возрастни деца. Керката е тука со нас 7 години. Има 26, сега си завршува магистерски студиум на приватном факултету во Тетово, енглески јазик и литература. Така. И синот има 25, а он студира во Шкотска, во Глазгоу, бизнис менеджмент. Браво, кој би рекол, Амела, дека има толкави деца, Жанет. Токму така. Нели? А како изгледа како девојче, секогаш и вака фигуративно, и на лик, на вистина, Жанет, браво. А големи деца, супер. Верувам дека ете така и нив си им голема поддршка заради тоа што знаеш што значи за тие деца во тие години мајката да се избори со таква состојба. Да, ама морам да кажам да убаво си рекла, ама од друга страна баш они ми били најголема поддршка да поминем овај процес, и да не се жалам, и Керка нон-стоп до мене, значи сме си зборили о све и сваќам. Она ме поддржавала секогаш да барам и да идем и во, например, кај жени што лежат во болница за да помогнем, затоа што сам схватила да можем, пошто многу жени, онколошки пациенти, нима се, да кажеме, после враќа некако филмот. Они би и сакали да помогну, да дојду, да кажу свое искуство. Ама они кад гледат жену која си во тој период помина, се бори, не може секој тоа да направи. И јас сам си сама за себе тогаш рекла, еден пат морам да то пробам, а ако видим да не можем, значи знаем барем дека не можеш, нема да настојуваш. Ама ете се види дека можеш. Сам успеа и затоа колку што можем, и ме знају и мои доктори и сестри, ако треба ме викаат да дојдем за некои случаеви. И стварно со помоќ на енергијата која ми е пратена
да кажемо, од универзумот, ја кажувам за мене од Господ. За секој има свој збор на тоа, за мене ја зборим Господ. И токму за тоа осеќам да таа сила и енергија ми е од него. Токму така, Жанет. Епа, Амела, дали заради тоа што можеби имавте секоја на свој начин некакви предизвици, затоа што навистина, знаеш како велат, нели, кај нас луѓето, секоја планина си има своја тежина. И колку луѓе, толку чуда се соочуваме сите со секој си ја знае својата тежина, нели, и крстот кој што си го носиме. Еве, Жанет вели дека година и пол како се познавате, иако таа тука е веќе 7 години. Кој беше моментот кога вие двете се запознавте и кога одлучивте навистина заедно вака да одите во ова, да речам, мисија која што сега ја започнавте, бидејќи често сега во последно време можам, бидејќи сте ми двете пријателки на Facebook, да забележам дека постојано си се сликате заедно, па си одите на свети места, си ги посетувате. Морам да кажам дека ти си редовен посетител на Острог, на манастирот Острог. Значи, буквално, а и Жанет го имаше тоа искуство, ми кажа, кога се сетнавме во една прилика, дека навистина прекрасно искуство со тебе била на Острог и дека сте имале прекрасни спознанија. И од тогаш постојано ве гледам на некои така убави духовни места, што навистина многу се радувам, затоа што кога вака жените се спојуваат, се соединуваат за една убава мисија, за некоја убава идеја, навистина е прекрасно, заради тоа што јас пред се и над се секогаш ги поддржувам жените. Токму така, како што и самата Жанет кажа, дека на секоја жена е потребно и на секоја мајка е потребно да се сврти кон себе, порано или подоцна. И тоа не е себичност. Дури и ниту родителите на децата со попреченост, и за тоа и ќе разговараме на тие работилници, треба да си посветат и да си дадат време на себе си, да се свртат кон себе, за да може да успеат и со своето дете. Има таму некои работи кои што секако ќе им бидат кажани, споделени, ќе им бидат дадени бесплатни прерачници. Нашата средба за прв пат се случи во Форца. Таму пиевме кафе и баш дојдов со децата. А како се спојавте, се видовте некаде пред тоа, се имавте видено заради тоа што... Да, на еден немил настан, за кој што не би сакала сега баш да разговарам. Да, таму се запознавме многу кратко беше тоа, споделивме контакт и после извесен период ме исконтактира околу книгата Различни, но слични, дека сака дека јас би сакала да земам, ајде да пиеме кафе, да се видиме. Од тогаш така беше само едно кафенце и нашата прва заедничка средба и посета беше на Свети Димитрија Мироточив во Солун. Од тука бевме фамилиарно јас, децата, мислам Жанет, и од тука започна после, само што се симнавме од автобуси на Жанет и реков, дали сакаш да одиме на Острог, таму има уште многу посебна енергија, затоа што мојот син прозбора од Острог. Да, токму така, знам дека таму се случи тоа, тој благослов, детето да прозбори таму. А колку години не зборуваше, да кажем? 4,5 години. Значи 4,5 години не зборуваше и кога отидовте на Острог едноставно? Имаше он беше полувербален, да кажем, знаеше само да каже кратки зборчи, не целосни реченици, не беше свесен за себе. Беше до 6 години на памперс. А откако отидовме таму со Жанет, исто така ја потврди она енергија за која што ја кажував, дека таму чуда се случуваат, што и присуствуваше на такви чуда. Потоа исто така беше и сведок, повторно заедно бевме уште еднашка на Острог, однесовме Леон, затоа што Леон немаше отиде на Острог никогаш. Ја отворија книгата на чудата и го запиша дека таму прозбора на Свети Васили и Леон кога отиде таму, тоа беше како да е неговиот дом. Го знаеше целиот пат. Има деца се плашат кога ќе видат мошти. Тој не се плашеше. Тој дури бакна. Значи, беше пресреќен. Им доби икона од отецот Роман. Баш ја крена високо и тука го сликна, што потоа и во Србија го споделија, во Црна Гора,
имаше дел од сам дека од Црна Гора беше политичар кој што исто тоа го виде, го сподели, па ми пиша има на месенџер. Отецот кој што ме учиташе молитва во 2019 година, и тој истиот отец беше и на богојавление кога бевме заедно, кога се случија чудата. Истиот отец го посетивме и во Никшич, во Петар и Павле, таа е прекрасна црква, 700 години стара. И има прекрасна, мислам, енергијата се чувствува внатра, духовната енергија се чувствува внатра, каде што Леон и отецот на глас пред сите ја кажува Оче наш молитвата, што сите присутни плачеа. Ете. А Жанет цело време беше со нас и ден денеска сија. Да. Значи, како одлучивте, како одлучивте заеднички, рековте дека имате уште една со вас? Елена Бегова. Да, Елена Бегова, еве ја поздравуваме од овдека сега Елена Бегова, секако дека вратите се отворени и за нејзе. Како се одлучивте, како падна договор дека ќе работите заедно? На почетокот бев со иницијатива дека треба да направам нешто каде што родителите заслужуваат да добијат, а да не плаќаат за тоа. Така, да. Зашто кога родителот се соочува со таков проблем, знаеме како финансиски кај нас се кубурат некои семејства, уште и замисли да мора да плати сега за едукација или за некаква подршка, па кај ќе му биде крајот? Токму така, затоа и се огласив на социјалните мрежи и јас бев таа која што ја прашав Жанет, дали сакаш да се приклучиш? Значи не зборуваме дека за финансиски или некакви донации, туку само прашав дали сакаш да бидеш со мене. Затоа што цело време сме заедно. Да. Ги познаваш децата, Леон ќе биде таму присутен, децата, моите деца ја сакаат Жанет како најсвој. Да, како најсвој, како своја крв. Значи, тие се радуваат кога ќе дојде. Исто така и со Елена. И се јавив, само ја прашав, тоа беше во Охрид, имав една работилница од затворен карактер и кажав, Жанет, ќе одиме. Мислам, запознаена со тоа, кога се работи од затворен карактер, не е да сепак тоа се доверливи информации, да се кажува ке кого што како, но прекрасно поминавме. И таму бевме на Свети Наоми, па повторно привлече таа духовност, да ги посетиме тие места отколку да одиме по плажите, како што правеа сите. Ние отидовме на такво место, запознавме прекрасни луѓе, Жанет исто така ме запозна со прекрасни луѓе, што ми оставија многу силен впечаток, луѓе и од Словачка исто така. Беше преубаво. И искуствено се донесе мир и спокој во таа работилница од затворен карактер. Се донесе мирот и спокојот веднаш, само што се вратив, импресиите ми беа споделени дека како да се случи некој чудо како ти дојде. Значи се смениле работите во потполност. Да, токму така. Жанет, да те прашам тебе, дојна прилика ми кажа дека си одушевена од нашите цркви и манастири и дека тоа е сега еден твој видик те се отвара, еден твој пат каде што навистина толку многу сакаш да ги посетуваш. Дека порано навистина си знаела нели за Бог и секако дека си христијанка, но не на таков начин. Рече дека сега буквално од се она што го работам, сватив колку многу бенефит за мене ми носат тие свети места, колку на едно повисок левел, на едно повисоко ниво е мојот мир, моето разбирање, мојата сочувствителност и пред се нели она која си ти. Да, токму така. Не кажувам, и кај нас имаме црквите, ама, например, не манастирите. Во Словачка, иако посетувала сам исто на различите места црквите, пошто за мене никогаш не беше толку важно во која црква влегувам, него да чувствувам то место, тоа енергија, да можем преко молитби да си за мене тоа зборување со Бог. Токму ту во Македонија, кад сам схватила стварно, кад сам почела колку многу, стварно мислим, после сам и прочитала. Порано, например, нисам воопшто знаела да Македонија е една од стварно мало земји која има толку цркви и манастири во една, да кажемо така, мала држава.
И наравно веднаш пред тих 7 години сам почела заедно со супруг, он има свое, он си вози точак, а јас пешачим и си посетувам црквите. И стварно та енергија и тие чувства, тај мир кој осеќам кад се враќам после дома, ја гледам да то пренесувам на моја фамилија и на сите други со кои се сретнем. Токму така, а пред се ти се чувствуваш добро, твоето самочувство е добро, да. Знам дека ќе продолжиш, дека нема да застанеш да ги посетуваш светите места, бидејќи тоа едноставно ти се залепи за душа и каде и да одите, како што и Амела прави, затоа што и таа ги посетува навистина каде што ќе оди, знам дека обавезно некое свето место ќе посети. И така да навистина можете да си правите друштво, да имате заеднички, нели, онака места кои што ќе ги посетите, но женет би те прашала уште нешто да не заборавам, до кога сте останувате во Македонија? До јули. Крај на јули, да. Завршава и Му завршува мандатот на сопругот. Да. Ама јас веќе сам рекла и на супруг кој ми се стално смее, каже: "Уште не сме дома, а ти веќе збориш да се вратиш назад." Ја кажем: "Па да, затоа што во август имам своje идеи што сакам да се вратим, што пак да си ту изреализирам, нели? И понатамо исто така да стварно со Македонија сам многу поврзана. И обавезно колку што будем во могучност, толку почесто да доаѓам тука. Па се надевам дека можеби ќе си направите овдека живеалиште, па многу почесто. Па и тоа е могуче, да, и тоа е могуче. Знам дека така некако ќе биде, бидејќи слушај, децата ви се големи и самостојни се, а тие сопругот можете да живеете кој каде сакаде. Сега не знам тој какви ангажмани ќе добие ако е само во политичка смисла, дали ќе биде ангажиран во земјата или некаде пак надвор, да речеме, но како и да е, ете имате големи деца, вие сте се уште млади, полни со енергија и апсолутно ништо не е проблем. Така. Кога се сака, нели? Да. Тоа може да се реализира. А поготово што ја знаеш Македонија, познавате, знаете и начин на кој што можете да си ги остварите тие своји некои желби, да кажем. Ете така, гледаш, Амела, нема да ни отиде Жанет туку така, значи ќе си доаѓа и покрај тоа што јули се ближи некако, нели? Тоа ни е договорот. Без разлика и да замене, тука сум јас. Слушај, пак има можности и ние да отидеме во Словачка. Да, обавезно. И тоа не е договорено. И тоа е договорено, така? Се сме договориле. Да, секако дека нема да се почувствува сама, дека тоа што ќе замене, често сум, нели, ако ми дозволиш, ќе кажам, дека сум ми кажала, тоа што заминуваш може само да го сватиш дека е како една учебна година и како еден студент кога заминува од својот дом, кој што веќе бидејќи се изјасни дека го чувствува како втор дом, не значи дека тој студент не си оди повторно дома да ги види своите најблиските пријателите, така и ти ќе се вратиш тука, ќе дојдеш, имаш право на престој, отворена е вратата од мојот дом. Ако ти недостасуваме, ние ќе дојдеме. Денеска има превоз. Не е како, да кажеме, во минатите векови, каде што било навистина многу тешко и требало деневи да се стигне. Авионите се тука, што се најбрз превозно средство, воздухопловство, да стигнеме кај секого. Апсолутно, важно е душата, срцето отворено, се патуваме секде со срцето и како велат, домот ти е секаде кај што си, секаде може да не биде домот кај што ти е срцето, апсолутно. Јас навистина многу се радувам кога вака отворено и со толку љубов некој зборува за Македонија, бидејќи еве Жанет навистина може да се каже дека овдека затоа она и така реагира, затоа емотивно да речем, затоа што овдека има многу пријатели. И сега овдека она буквално си има секој ден, да речеме, ангажмани со кого, како, комуникација. Сега сепак 7 години е одвоена од таа средина, малце подруга средина.
И така да, Арно, да, ама како год да е, Жанет, уште еден предизвик пред тебе, па кога ќе дојдеш пак, ќе ни зборуваш како беше, кога отиде и како дојде, зошто дојде и така. Браво. Ке имаме теми на кои да зборуваме, што мислиш ти? Да, обавезно. Кад дојдем да споделим искуства после од Словачка, затоа што наравно и тамо сакам да си продолжим со вака хуманитарна работа, што порано нисам, мислим, со здружења и тако. Тука во Македонија сам се научила како тако едно здружење функционира, на кој начин, што све треба, колко човек мора да има и некоја едукацiju, така да мои планови су сега во Словачка, праве различите едукације, кој наравно човек, ако сака да си апсолвира и со психологијата, и ја би сам многу сакам со деца со аутизам, за да човек, чим повише човек знае, ако ја то искуство лично имам, ама човек мора да има и неке, како да кажам, љубов, предиспозиции. Да, токму така. Да, то су моje, да кажам, тие планови најблиско кад се вратиме од септември, што сакам едукации да си направим, за да можем и тамо во Словачка да можда планови су ми некако да и поврзувам здружењата од Словачка со Македонија. Да си има соработка. Да, нека соработка. Пошто денеска само треба човек да си нешто убаво испланира и после ако сака, има желба, све се може. Токму така. Токму така. Амела, јас мислам дека вака нема проблем за вас со вакви размисли и со ваква енергија која што ја имате, дека апсолутно ќе годите патот по кој што годите со успех ќе биде и дека ќе бидете придонес, па сега нели секој индивидуално, на секој индивидуално сепак ќе да се избори со својата, да речам, состојба е она што има во семејството, затоа што знаеме дека времето е такво и некако ова е на планетарно ниво се е забрзано, се е некако порано што беше и останува сепак индивидуално на секој кога ќе се дадат такви можности, да ја прифати, да биде отворен и едноставно да се приклучи, да види кои се можностите, затоа што можности има. Можности има и затоа и ова иницијатива да се отворат, да сватат дека имаат време и за себе, имаат време и за работа, имаат време и за своите деца. За се може да се направи план, да се направи една статистика пред нив, една работилница каде што самите ќе сватат дека не се сами, дека тие се слушнати, дека пред нив ќе се сподели емпатија. А секако соработката со жените станува и во Словачка да не отида. Тука сме. Како што сме се споила, тоа е Божја промисла. Значи, душата сама ќе се најде на душа која што ја одговара, енергијата ќе се ја бара својата енергија, сите сме ние на материја на енергија. И мислам дека нема да застанеме тука. И точно како што кажам, тој што сака, веднаш го прави тоа, како што ми рече, како тоа тако одеднаш ко ти текна, одеднаш како го изреализира и веднаш тоа се оствари и почнаа веќе сите да се уадат. Да, ако ние себе си се насочиме кон нешто, ние можеме да постигнеме многу. Не е само да лелекаме, не е само да кукаме по социјалните мрежи што ни се случило или како ни се случило, туку да го изнајдеме решението и да почнеме во акција да реагираме, да ја рушиме таа стигма. Токму така, ништо без акција. Па девојки, јас ви посакувам навистина да останете во акција. Ете, имате мојата полна подршка, само што ми кажа Амела, веднаш ви отвори вратата на нашето заедничко будење. Нека биде ова будење за сите оние кои што навистина им е потребно и нека се обратат, тука сте вие, апсолутно нека ги отворат вратите. Ви посакувам успешна мисија, ви посакувам само убавини. Жанет, тебе ти посакувам навистина уште малку додека ти остане овдека убав престој и да ни се јавиш од Словачка да ни кажеш како си, да се останеме во контакт, што се вели, ќе те чекаме да ни дојдеш пак. Амела, исто и тебе, само убавини, поздрав дома дечињата, изгушкај ги. Бидете ми благословени, девојки, и се гледаме за добро заедно. Благодарам. Ете, драги мои, ова беа Амела и Жанет, моите денешни гостинки. Ги испраќаме малку музика и реклами за да ни влезе нашата следна гостинка. Со Јулија.
žena koja imaše svoj son. Žena, samo žena koja nemaše svoj dom. Žena koja čeka zora, što se zori srce da je otvori. Žena, svega ja sam žena, a ti si moj od dom. Žena, samo žena koja žive svoj son. Žena koja ljubi zora, što se zori srce, ti mi otvori. Angel si, angel si, angel si nebesne. Ljubav si, postela meka od duša si. Angel si, angel si, angel si vozvišen. Moje sonce, moje nebo, svet si moj. Žena, svega ja sam žena, a ti si moj od dom. Žena, samo žena koja žive svoj son. Žena koja ljubi zora, što se zori srce, ti mi otvori. Angel si, angel si, angel si nebesne. Ljubav si, postela meka od duša si. Angel si, angel si, angel si vozvišen. Moje sonce, moje nebo, svet si moj. Angel si, angel si, angel si nebesne. Ljubav si, postela meka od duša si. Angel si, angel si, angel si vozvišen. Moje sonce, moje nebo, svet si moj. Moje sonce, moje nebo, svet si moj. Budenje so Julija.
Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Право секој еден на поубав живот вреден, на весела, весна мила леко крила. На весела, весна мила леко крила. Да сме си прегрнати. Нека ечи песна лесна, пејте со нас мили соседи. Пејте сите, стари и млади, сите да сме си прегрнати. Само љубов, мир и песна, мојот народ ќе го сочува. Само така Македонија многу векови обстојува. Само љубов, мир и песна, мојот народ ќе го сочува. Само така Македонија многу векови обстојува. Полни Божја милост и благиот збор што гали, зато дува страни ладни, шука силно срца гради. Зато дува страни ладни, шука силно срца гради. Нека ечи песна лесна, пејте со нас мили соседи. Пејте сите, стари и млади, сите да сме си прегрнати. Нека ечи песна лесна, пејте со нас мили соседи. Пејте сите, стари и млади, сите да сме си прегрнати. Само љубов, мир и песна, мојот народ ќе го сочува. Само така Македонија многу векови обстојува. Само љубов, мир и песна, мојот народ ќе го сочува. Само така Македонија многу векови обстојува. Многу векови обстојува.
многу векови обстојува. Будење со Јулија. Ете, драги мои, повторно сме во студиото и навистина се радувам што денес имам таква убава женска енергија. Гостинката која што сега си го зададе своето место е навистина една моја многу драга пријателка, жена на која што јас се воодушевувам. Од секогаш се знаеме со години и таа била моја гостинка, но пред повеќе години и навистина беше редно и конечно пак да дојде во нашето заедничко будење, затоа што кога станува збор за жена, станува за жена која што навистина знае да се носи со животот, жена која што пред се е заштитник на женскиот род, драги мои. Значи целиот нејзин животен век го посвети на жената. И тоа е навистина нешто што воодушевува, заради тоа што таа не отстапи од тој пат. И можеби заради тоа сега кога ја видов ми се причини исто како кога ја видов пред повеќе години кога беше во нашето студио и кога ја знам од секогаш и дури ми се виде многу подмладена. Заради тоа што таа дама, еве сега која ќе видите, нема да поверувате, но се е во нас, значи буквално, тоа е жена која што не застанува 24/7, жена која што има план, која што има визија, жена која што едноставно има љубов пред се за она што го работи, затоа што многу работи не можат да се платат со пари, но затоа кога имате срце и кога одите со отворено срце и кога се давате отворено, па што се вели Севишниот од озгора ќе се смилува и на вас и ќе ви го отвори и умот и срцето за уште повеќе, како што пишува и во Библијата. Кој има, ќе му се придаде. Па таа има и тоа како има во изобилие и љубов, и идеи, и мотивација, и инспирација. И еве да кажам дека сега моментално на 82 години, бидејќи таа не ги крие своите години, а секако дека изгледа 30 години помлада, е председателка, не председател, председателка, драги мои, на Националниот совет за родова рамноправност. Ја земав незината визит картичка за да не погрешам нешто, бидејќи јас од кога знам за нејзе, таа е председател. И реков, еднаш председател, цел живот председател. И велам, добре дојде на Савка Тодоровска. Савче, добре ми дојде. Благодарам, добар ден и на гледачите, ширум земјава и ширум надвор од границите, најверојатно. Да, се гледа на секаде нашата телевизија. Затоа ги поздравувам и еве само да им кажам дека е 13 часот и некоја минута овде во Скопје. После пред некој час дожд ги изми малце улиците и сега ние имаме убав, свеж воздух и чист воздух. Така да доаѓајќи навакај и тоа расположение што го имав ми подигна уште одреден процент и доаѓањето во ова студио. Благодарам. Знам дека и ти се радуваш колку што јас се радувам, заради тоа што нашите средби секогаш се така, да кажам, субава енергија, се на обострано задоволство и така. Савче, јас нема да те персирам, заради тоа што се знаеме со години, иако ти го заслужуваш тоа, само да ти кажам, оваа камера е твоја, вака, овдека. За да можеш да имаш ете си сега на вистинската камера. Да. Значи, таму ни е ова, да можеш да им се обратиш на гледачите ако сакаш. Така да, навистина ми е драго што еве после толку години имаме можност да проговориме, бидејќи јас реков ти си репер за жена за мене која што обстојува толку време, која што има таков бистер ум, која што знае женски да се носи со своите години, на кои што годините не им можат ништо. И пред малку рековме која луѓето ќе кажат годините се само бројка, не се само бројка, но многу значи како се носиш со годините, како си се прифатил себе, дека си ги решил сите фрустрации, дека си се откачил од сите стравови, она што се вели дека си ги отпуштил, дека староста е нешто лошо. Не, за Савче на вистина времето како да застанало, а времето тече и таа е се поуспешна и пободра и повитка и поубава. Јулија, ти благодарам многу. Се надевам дека е така, но пред малку ти во својата најава
ја спомена Библијата и Севишниот, а јас често пати, почитувајќи го сето тоа, велам дека и Пауло Коелјо велеше следи го знакот. Токму така. Сега, токму тоа сакам и јас да го кажам. Нема да бидам скромна, да речам се ова ти што кажа, значи дека е се вистина и се е така, но верувајте дека не се работи тоа до мене. Мене едноставно денот ми се буди со тоа. Јас поинаку не знам, ја тоа не го читам, не го пишувам, не го планирам. Едноставно мене ми доаѓа така и едноставно сите овие години, особено од осамостојувањето па наваму, во планот на унапредување статусот на жената во нашата земја, значи, тоа ми е едноставно, мене не ми е работа, тоа ми е љубов. Тоа ми е определба, бидејќи ние во нашата држава, во Република Македонија, со последниот попис имаме 51% на жени, да кажеме, за оние кои што тоа не го забележили или не го знаат. Понатаму, ние имаме од овој процент на жени на универзитетите во нашата држава поголем број се запишуваат од женската популација. Так. Потоа 10% од дипломираните, од магистрираните и од добиените дипломи за доктори на наука се повеќе на женска популација од машката популација. Тоа значи дека жените во нашата земја ги рушат стереотипите преку образованието. Тоа е знак дека тие знаат што се нивните права, ги ставаат во функција на знаење и вештини, и Уставот во член 9, што е највисокиот та форма во државата за човековите права и почитувањата на правата во нашата земја, во член 9 вели: сите граѓани и граѓанки што живеат во Република Македонија имаат еднакви права без оглед на пол, вера, нација и политичка припадност. Тоа значи нам, на жените, ни е признаено по највисоката форма. Останатите закони кои што се донесуваат како наследно право, како семејно право, како право на учество во структури на одлучување, значи и се останато за живот без насилство и така натака, тоа се закони кои што се само алатки на институциите за да ги стават во функција и онаму каде што не се доречени. А сите овие години со нашата активност, кој што ние сме мрежа на женски организации од целата држава, урбани и рурални средини, локални, од различна етничка и верска припадност, значи организациите на жени, се залагаме, тие си имаат своји програми, со своја целна група, но заедничко на национално ниво ни се основните човекови женски права и едноставно ги бараме и правиме активности, а воедно соработка со институциите и се што е досега постигнато за унапредување на статусот на жената во нашата држава и надминувањето на стереотипната улога е токму базирано на оваа активност и на оваа работа која што е сосема Божја работа. Едноставно во природата, значи сме створени или 50-50 или 51 со 49, но никогаш поинаку. Так. Но за жал, јас само тука да не речам малце по-неубава работа ќе кажам, жените и децата и старите луѓе повеќе загинуваат во воени конфликти отколку војници на фронтот. Да. Тоа значи, и тука имаме и резолуцијата 1325 мир и безбедност, на која што ние како организација во Њујорк во 2000 година, пред да се донесе оваа резолуција, сме биле како учеснички, бидејќи ние сме учеснички на Пекиншката конференција 1995 година, и таму ние како земја, сосед кај што имаше конфликт, тоа беше 99 година во Косово,
бевме избрани како организација да говориме пред Советот за безбедност. И нескромно од моја страна, може би еве во овој момент, на искреност, ќе кажам, дека резолуцијата 1325, после тоа е донесена од Советот за безбедност на Обединетите нации, е се кажано тоа што ние кажавме. Тоа што ние во сите тие, значи од 90-та година, од осамостојувањето, работевме во регионот и во нашата земја, токму за надминување на тие воени конфликти, на воени состојби, на општи конфликти, него за мир и безбедност, која ќе дава безбедност во нас самите и во семејството и пошироко. Така. Савче, навистина, кога те слушам вака, знам дека и тоа како имаш да зборуваш и да кажуваш толку многу работи, затоа што твоите активности навистина се огромни, но јас мислам дека многу подобро ќе ги видиме вака и визуелно, бидејќи подготви фотографии, некако да ги прокоментираме, за да едноставно гледачите добијат нели представа за твоите активности, кои што навистина јас можам само капа да ти симнам. И многу жени заради тоа што навистина само една високосвесна личност како што си ти изградена може да одговори и физички, значи и психички на се она што се е така, но ја повторно ќе кажам дека тоа всушност не доаѓа од мене. Мене ми доаѓа. Така е. И едноставно тоа ми е звезда водилка за да можеме да имаме успех. Еве последно сношти имавме активност за собирање на носена облека за штитениците или пациентите во нашата душевна болница Бардовци во околината на Скопје. И едноставно каде што јас исто членувам во хорот Фрида, значи едноставно тие хумани Фриди донесоа сите облека со тонови и едноставно од 50 жени се собра тон алишта. И веднаш од болницата уште утрово дојдоа зедоа и ќе поделат, бидејќи таму е потребна таква облека заради состојбите. Облеката се облекува и само друга после се облекува. Токму така, да. Така да, Савче, многу се радувам што исто така си членка на хорот Фрида. Еве ја поздравуваме Сузето Рунџиева од овдека. И се радувам што пееш, да, знам секако дека овако ќе проговориме малку повеќе за тие твои активности слободни, но сега еве да ги видиме сликите и да ги прокоментираме. Ајде од режија, еве да видиме Савче што гледаме. Ова покри нашите активности за надминување на стереотипите на жените, ова е во Шуто Оризари, пред минатата година со градоначалникот и одговорната за тоа. Ова се други активности, иначе за Денот на мајката беше првата слика, затоа што ние сепак имаме Денот на мајката и Денот на таткото, иако во нашата држава, апропо западниот свет и Австралија и Америка, одиме по покресто, Савче, мораме да ги коментираме. Тоа е многу важно, иначе ова се активности со многу млад свет, со средби и со високите функционери наши, со министерот за внатрешни работи, екс-министерот, каде што заради насилството над жените, едноставно мораме да соработуваме со институциите на нашата земја. Ова е плакат за? Ова е за насилството, против насилството. Кампања која водевте, да. Значи, првата SOS линија отворена во 1994 година. Ова се исто така други активности со високи наши соработнички и од надвор и од внатре од земјата. Ова се со поранешната прва дама, која што исклучително беше активна на овие наши активности, бидејќи таа исто лекар по вокација и ја има таа хумана нитка кај себе, да. Ова се бројни средби, бројни активности со урбани, рурални жени од сите сфери. Има една нова нитка каде што велиме, таму каде што жените најмалку биле застапени, тоа е обезбедувањето и војската, односно армијата, сега се менуваат нештата и тука. Така да, овие средби со жените на локално ниво, каде што разговараме и на конференции, и на
терен, каде што разговараме кои се потребите, кои се и тие да не се срамат и да не се снебиваат за да ги побараат од локалната власт. Бидејќи само информирана жена може да биде напредна. Ова е председателката Гордана Силјановска-Давкова, која беше и наша една од првите професорки на женските студии, каде што предаваше жени и политика и едноставно нашата нитка на соработка е и сега на највисоко ниво, кога е таа прва жена, односно прв човек на државата и не заборава за граѓанските иницијативи. Овдека е исто за нашето психолошко, во професорката Верица, еве имаме тука од полиција представнички, ова се младите активистки кои што едноставно можат и знаат како треба и понатаму да ги расшируваат сите активности, затоа што ако ги спроведуваме и во земјата, ова е исто така каде што работиме со локалните Кавадарци, Лозово, Липково, Куманово, така натака, кај што можеме да работиме. Ова се, значи, ова е канцеларијата, Мартина, Теа, Ружица, Делфина, Ирена, тука сме сите. Одлично, тоа се твоите помагателки, точно, значи. Ова е него плакат, нешто или? Не, ова е слика од активности на регионално ниво, а истовремено нашите млади членки многу соработуваат преку Еразмус програмите на европско и светско ниво. Ова се работилници каде што истовремено се учат вештини. Така да ние работиме на женските права како човекови права, но никогаш немаме бариера соработка со машката популација. Тоа е можеби и постигнатите резултати се токму и од тука. Ние немаме бариери. Еве гледам дека нема бариери ни расна, ни национална, никаква бариера. Немаме, така да тоа е оноа за кое што ние има многу уште фотографии, многу има ние минатата година. Еве имаме уште ќе ги коментираме вака како одиме, Савче. Доста јас одбрав и ти ми отпушти од после. Па го затрпав мојот продуцент и колку можеме ќе пуштиме. Така е. Ова исто е средба на локално ниво, каде што исто многу е важно. Ние имаме општини каде што работиме нели на местното население. Работат местни заедници, еве за пошироко да. Во 50 средини кои што ја чинат една општина, ние немаме ниту една председателка жена на местна заедница. И затоа нашите активности А овде каде сте? Овова ја не гледам точно, мислам каде е ова фотографија, ја не можам да... Доста е масовна, затоа да прашав. Не, еве овдека со аѓутантот на председателката, аѓутантката и исто од армијата првата жена, така да рековме за безбедноста, овдека подпишуваме меморандум за соработка на нашите организации со ова е со универзитетот професорот Маријан Ѓуровски, кој што исто за безбедност предава, а пред тоа ни беа со комората на обезбедување, каде што ние рушиме стереотипи, каде што жени веќе обезбедување има. Порано не можеше да се замисли. Че да видам кој е ова. Овова е со организацијата Хера, значи за жените. Ти и јас сме род, жена. А овдека предходната беше у Назарет. Значи, у Назарет, пред црквата, каде што нашата мајка Богородица ја добила благата вест дека ќе биде таа ќе го донесе Спасителот на свет. Овдека, Савче, што гледаме, некои конференции? Овдека се разговори каде што разговараме само за надминување на родовите стереотипи. Еве се овде со сузе. Со сузе добиваме благодарници на тоа дека се вклучуваме во таа активност. Одиш редовно да пееш во хорот? Браво. Редовно. Во недела во 13 часот ќе имаме. Овдека сум на театарска представа. Па те и во ваква те извадив. Еве овде исто. Овдека направи заби. Овдека си се фалиш со новите заби. Сега исто сега убава насмевка. Ова е 80 години од АФЖ. Така да имаме направено на регионално ниво, на екс-југословенските држави, повторно продолжување на АФЖ-то, но во нова форма, во ново време, со нови потреби. Тоа е ФАМА.
се вика. Добро. Така да феминистичка активност. Ставивме, може од режија ако има, ми се чини дека има уште некоја слика да видиме, затоа што имаме време, ете така да ги прокоментираме сите, доста извадивме. Имаме активности во Лозово, имаме значи рурални средини, имаме активност во Липково, имаме активност во Кавадарци неколку пати ја видовме, видовме, добро. И вреди. И вреди со И вреди за председателката, да, еве поздрав да не за ова место, затоа што стварно се завзема за женските права, тоа го гледаме. Прв пат во историјата имаме жена председател. Да. Така да едноставно за нас е гордост што и потекнува од нашите редови. Токму, Савче, ова фотографија? Па оваа фотографија ја и не знам каде е направена. Со знамињата европски, не знам колки. Со европски, па едноставно, ние сме дел од Европа, без оглед на тоа колку можеме. Ова се активистките, кога работиме на одредени наши активности, имаме секој вторник средба, значи на различни генерации. Браво. Ова е повозрастната генерација, бидејќи повозрастната генерација не смее да биде пречка за надминување на стереотипите. Овде у собрание нормално дека ние влијаеме на менување, на дополнување или носење на нови закони каде што жените треба да ги добијат своите права. Сега ние се залагаме, еве овдека се пратеничките, Тренчевска, Пешевска, значи каде што разговараме за тие се оние кога ние им ги кажуваме нашите потреби и согледувања од теренот, а тие понатаму се лобираат, да. Тука Пекинг плюс 30 беше оваа година, минатата година и имаше подготвителна конференција во Пекинг, овдека исто во салата во собрание, каде што исто со Пенелопа Ѓурчиловска, Виолета Дракулевска, пратенички, ние имаме тесна соработка и јас секогаш за овие сите 30 и кусур години, ова е од Марија Моневска од Лозово, извонреден актив, односно некоја организација. Некоја промоција на книга. Таа ја прави, таа истовремено и председателка на жените, но и поетеса и пишува книги, така да тоа. Ово е со господјата од социјалните предприемништва. Така, за жени со предприемачи. Предприемачи, овдека сме на една жени од бизнис, овдека е Даниела Димитриевска, Пенелопа, Елена Грозданова, ова е со Косово. Имаме ние извонредна соработка, бидејќи 99-та година, кога беше косовската криза, значи ние ги прифативме од граница жените до нашите домови и понатаму продолживме со нив да работиме. Ова не гледам која. Овде пак се Фрида со суза си некоја тоа, славје. Затоа што славиме ние годишнина на раѓање на Фрида, тоа сега во недела на школка во паркот ќе имаме настан, така. Ова исто така имаме средби со организации надвор од нашата држава и едноставно, еве ова е мрежата на жените против насилството, со кој што имаме исто така и свонредна соработка. Кога ние се основавме 90-та година, бевме една, да не кажам единствена, али еве една од трите организации. Но денеска има преку 100 организации. Савче, овдека ова е интересна фотографија, малце пословно. Во црквата, да, Богородица, и секогаш, нели, на тие празници, ние повторно членките си се навоѓаме во еден друг дух, во едно друго расположение, си ги празнуваме, си палиме свеќа, понатаму си одиме заеднички на ручек и си имаме и слободни разговори, а си имаме и разговори. Овдека е со овие пошироки од граѓански сектор, каде што разменуваме идеи, како бура на идеи, ги ставаме во функција и потоа секој од својот дел работи на реализирање, но секогаш во интерес на граѓаните и граѓанките. Одлично. Значи не се задржуваме тесно само значи работиме постојано, кај нас има флуктуација на млад кадар, значи доаѓаат, работат исто. Еве ова се млади кадри кои што имаме ние без разлика на доаѓаат кај нас. Имаме единствена национална SOS линија која што говори на македонски, на албански, на турски, на англиски, на ромски.
Одлично. Можеме режија да ги прекинеме, имаме доста веќе и некои ќе се повторуваат заради тоа што мислам стварно видовме еден убав арсенал од фотографии. Тоа е многу малку. Сакам само да кажам дека ние предминатата година одбележувавме 30 години плюс, затоа што ние 91 година е основана локалната женска организација и другите локални женски организации, а 94-та се здруживме и направивме првата мрежа општо на граѓански организации, ама ние милуваме, особено јас, да кажам првата женска мрежа. Но затоа 94-та година отворивме и првата SOS линија. Денеска имаме и повеќе SOS линии. Да ги кажеме броевите, Савче. Значи националната мобилна бесплатна линија за од било каде без префикс е 141 700. 141-700. Значи, на таа линија може... Значи, постојано да се јават на сите јазици. На сите јазици. Да жените говорат. кои што се... Кои што имаат, или некој кој што знае за некаков вид на насилство, да го пријави и едноставно ние понатаму да превземеме чекори преку институциите на државата да се реши. Савче, неодавна сме сведоци на убиства кои што се случува, значи жени се навистина жртви од семејно насилство, што е навистина трагично во ова денешно време. Жените се уплашени, не знаат како да реагираат, не знаат како да се одбранат и покрај тоа еве од овие апели ти цел живот работиш, значи апсолутно на освестување на тој дел од свеста на жената да се охрабри, да се јават на телефони кога имаат проблем и не само кога ќе ескалира, него веќе кога тоа се се повторува, затоа што никогаш не е само моментот кога се десила најголемата трагедија еднаш, него имало повеќе пати кои што се претходници за да биде најстрашно. За состојбите и положбата на жените општо во светот, ама јас сакам да кажам само за во нашата земја, причината е во стереотипното сваќање за улогата и местото на жената од семејството до општеството. Значи, рековме, сите закони ги имаме, не ги почитуваме и не ги имплементираме. Првично ние самите жени. И линијата од кога постои, не е зголемен бројот на насилство. Добро. Само е зголемен бројот на освестени жени да го пријават насилството. И зголемена е свесноста за надминување на проблемот. Да. И во тој правец јас сакам да ги охрабрам сите жени и жртви на семејно насилство и родово базирано да го пријават на оваа линија, јас што ја кажувам, а секако можат да ги најдат и другите броеви и општо да се пријават, но ова е оти бесплатна и мобилна, а денеска можеби некој нема паричник, кај што ќе чува парите ги чува во джеп, ама мобилен телефон има. И од таа причина сметам дека е најдостапна за да може да го пријават насилството, дали лично, дали на некој близок во семејството, дали на близок од поширокото семејство или во комшилокот. Едноставно... И од кога ќе го пријават, да речеме, што се случува, како се интервенира и каде се... Решение има. Да. Ние даваме упатство. Да им кажеме, еве сега од прилика да знаат жените. Упатство дава операторката. Значи дава. Прво, каде треба да се јават, полициска станица, здравствена станица, центар за социјална работа, секој случај за себе. Знаете како викаат, секое среќно семејство личат едно на друго, но несреќно личи само за себе. И затоа секој случај е за себе. И секој случај има различен третман. Кога ќе го пријават насилството, ќе добијат упатство што всушност треба да направат. Но ако не сакаат и немаат време да пријават, тогаш нека вртат само 192 или 112. Полиција и тие ќе завршат сета работа. Така да, а иначе, во колку можат, Центарот за социјална работа, ние имаме низ државата 35 центри за социјална работа, имаме од институциите сочинети прифатилишта за жени и деца жртви на семејно насилство да ги прифатат од 24 до 48 часови, може до 6 месеци, може тука да бидат и здравствено лекувани, може да добијат вештини за вработување, добиваат безбедност и потоа можат да излезат како самостална и економски зајакната индивидуа и да може понатаму да продолжи да живее.
законите се на страната на жртвите и сакам тука, еве, да напоменам. Ние имаме јавувања, секако, Така. доволно, но сум убедена дека не сите жртви се јавуваат, бидејќи се уште постојат и страв, и срам, постојат уште недоверба, значи тоа постои и се додека тоа не го надмине жртвата, значи ќе биде стегната во себе, но јас сакам една трагична вест да кажам и наше фактичка состојба, дека од 20 фемицид убиени жени, од нивните партнери, сопрузи и така натака, ниту една од нив не е пријавена на нашата линија. Тоа што за нас покажува како стручни лица, дека кулминација на насилството доаѓа од тоа што беше и случајот исто што пак жената го уби својот насилник. Затоа што, значи, ти трпиш и или ќе бидеш убиена или ти ќе убиеш. А за да не се случи трагичното, секогаш има излез и секогаш треба и насилникот да биде разбран, не за насилството што го прави, и према жртвата, тој треба да сноси одговорност, но едноставно треба и на него да му се помогне. Да, тоа се болни луѓе, секако. Сигурно постои причина за која што можеби самиот не е свесен, а може да стане позитивна личност и нашето општество нема да има нити трошоци здравствени, ниту да има во болници да ги носи, ниту со полиција да ги затвора, ниту едноставно да биде позитивен граѓанин а не мора понатаму да се сакаат тие двајца. Едноставно се сакале, се земале, се отсакале и сега нека живее секој свој живот, но едноставно како со љубов и со уста си кажале дека се сакаат, истото така нека си кажат дека не се сакаат, но не со физичко или психолошко или економско насилство. Токму така. Савче, навистина многу е корисно ова твое кажување, верувам дека ќе допре до сите оние кои што се уште живеат во страф и во дилема дали да се јават, дали да пријават и кому да му се обратат. Но јас себе, бидејќи времето не гази, брзо поминува, ти имаш толку многу за да кажеш, би сакала малку да ја скршнеме малку темата и да те прашам, ете ти како жена, си потврдена и мајка, имаш внуци прекрасни. Морам да кажам, твојата енергија на вистина, уште еднаш ќе кажам, ме фасцинира и ме одушевува секогаш заради тоа што тоа е еден таков младалачки дух, една енергија која што тебе постојано те тера да одиш напред, да твориш и да изгледаш вака убаво како што изгледаш. И јас сум благодарна на Господа што имам ваква жена за пријателка, да ја познавам, затоа што ете, ова праксата покажува како една жена може да биде во тие години на вистина самосвесна, да биде одлучна, да има здрав ум, да има здрави навики, да води здрав живот и да прави здрави работи и корисни работи за општеството. Па се одговори. Па се е тоа. Ама всушност, прво јас би тргнала од нешто. Дека во мојот сиот живот, од кога паметам за себе, а паметам сигурно од кај 3-4 години, секогаш сум обкружена со добри и вредни луѓе апропо тебе. Па една суза и така натаму. Благодарам. Тоа значи ја не го бирам. Ние сме се сретнале. Така, да. Так, Све енергија, енергиите се спојуваат кога треба. Да. Тоа ми е одговорот кон се друго. Така, да. Значи јас наутро кога се будам, јас се правам. Значи ја имам 2 деца, син и ќерка. Тие имаат по 2 деца. Тие се сите од 33 до 23 години. Од тие размаци. Да. Значи највозрастниот е 33, најмалите се 23 и меѓу нив имаме 28. Внуците. Внуците. Значи, што имаш од внуци, машки, женски, што? Еден внук, тој е првиот, и другите се девојчиња. Девојчиња, добро. И? Сега, значи, моето семејство, јас сум родена во Велес, во виорот на Втората светска војна, 43-та. Боже, Савче, браво, кој би рекол? Сум по татко од тетово, кој бил по партиска линија пренесен во Скопје, во Велес, на железничката станица, околу депортацијата на евреите и за илегалците да ги сместува, бидејќи мајка ми се 5 деца, она е петото, двајцата браќа биле исто во партиските редови и се среќаваат со мојот татко. Так. И
А мајка ми како најмала држала стража. И се заљубуваат и се земаат. Но ниту неговото семејство во Тетово знае, ниту, освен моите во Велес. Јас се раѓам 43 во август, а мојот татко починува во февруари 44. Така. Јас сум само 7 месеца. Јас не го знам него. Да, кога Но почина. сега, што сакам со тоа да го кажам? Иако семејството на татко ми од Тетово не ја познавале мајка ми. Кога по ослободувањето, значи, мајка ми ги прави врските со моето семејство од Тетово и до ден денеска моето семејство во Тетово е еднакво врзано за мене и јас со нив, колку е ова кај што сме се родиле, кај што одраснам во Велес. Така. Потоа, во тинеџерските години живеевме во Куманово. И од 1962 година сум во Скопје. Сето тоа сега зошто го раскажав, значи, семејството од ке мајка ми. Двајца браќа, уште 2 сестри. Едните имаа по 4 деца, другите имаа по 3 деца. И јас бев сама. Значи, ја не знаев дека не сме ние исто сите. Сите живеевме во куќа, сите живеевме во двор, едни живееја на Којник, едни, јас сум родена во Влашкото мало, во Велес. И сето тоа правеше да јас сум ова што сум. Ама тоа пак е природа. Од природата е тоа. Понатаму, почнав да одам на училиште. Значи, во тоа време, ние имавме дом за деца сираци, воени. Баба ми, оти тогаш добиваа задача, готвеше, како, нели, одбрана жена, да готви на тие деца. И ја одев секоја недела на ручек кај тие деца сирачиња, воени, а другата недела другарки кои што јас ќе ги одберев, доаѓаа кај мене дома. И мене затоа тоа не ми е страно, денес јас, во овие сите 30 и кусур години од осамостојувањето, покрај правата на жените, да работиме со домот 11 октомври за деца без родителска грижа, со СОС детското село, со старите во домовите, со болните во болниците, гинеколошката клиника, болницата во Бардовци и така натака. Значи, тоа, како да го кажам, или ја од, како што сум научила да одам, добив в кутичке, кај што пуштаа луѓето во недела од пазар, по некоја паричка, а ние лепевме таква маркица на реверот. Да. Тоа воспитување и по мене, и сето тоа донело придобивка за подобро разбирање и поголема љубов кон својата земја. И ја, како тога што сум ја сакала, јас и ако е сега можеби различно, но за мене е иста. Македонија е таа. Значи, јас ја сакам и јас за неа и овова што го сакам. Жените, како половина од популацијата, ако бидат исклучени, дал од општествени или работни активности, партиски, не може да имаме комплетен резултат во државата ако оваа половина биде исклучена. А со сите капацитети и квалитети. Тоа е оноа таа љубов и од тука доаѓа. И ја едноставно наутро кога се разбудувам, ја и не знам дали имам план. Имам можеби краткорочни, но ја едноставно поаѓам. Јас сум најдоцна во 9, а најрано во 17 часот дома. Тоа е љубовта. И ја мене кога ме прашуваат, били, абе, ти на тие години работиш, ја велам, не работам. Да. Ја искрено не работам. Точно. Постојано ние преку овие години, преку 200 имиња на млади луѓе, кои што се денеска и до Обединети нации вработени, да не говорам во институциите на државата во нашава земја, да не говорам активистки и активисти во граѓанските организации, да не говорам професори и професорки на универзитетите, еве почитуваната председателка и многу други кои што тука се покажа, тоа се поминати од овдека. Значи, ние сме започнале СОС линија, ние сме започнале вмрежување, ние сме започнале политичко јакнење на жените. Денеска, ние ако во 1991 во парламентот од 120 пратеници имавме само 5 жени, денеска имаме почитувани близу 50.
Савче, овде мораме да завршиме, драга моја, заради тоа Со што надеж. и го прескокнавме терминот, но Само сепак едно да кажам. Да, секако Со дека ќе надеж, кажеш. со надеж, дека реков дека имаме сега близу 50 жени во парламентот, имаме исто скоро половина во советите, тоа е со закон. Но сега бараме истовремено и се очекуваме на наредните избори сега во октомври на локалните, нема да бидат само 2 жени, градоначалнички од 81, јас очекувам во соработка со политичките партии и политичките лидери ќе допреме, ако не повеќе, барем 20 жени. Браво, Савче. Јас ти посакувам да го оствариш сето она што си го замислила, ти благодарам што Не, тоа е желба. Да, и на некој начин. И тоа е реалност. Апсолутно дека е и секако дека е реално затоа што знаеш како човек што ја гледа реалноста пред очите, нема друго освен да се тоа е оствари. вистината. Савче, ти посакувам само убавини, ти благодарам денеска што се одзва на поканата, што беше инспирација за многу жени, што беше на вистина едно вистинско будење, да ги освестиме и што еве уште еднаш за крај да го кажеме телефонот и ти посакувам уште долги Нека години се вака. пријавуваат на 141700 без вртање на ниеден префикс од било која линија, во било кое време телефонската линија е 24/7 за вас. Остани ми во добро здравје и уште за долги години да се гледаме. Следното видување да биде барем по локалните избори, да имаме барем минимум 20 жени, бидејќи ако една жена знае да се грижи за семејството, зошто нема да се грижи за својот град, во својата општина, во својата држава? Пример ни е и председателката на државата. Токму така, ја поздравуваме од оваа Ја позиција. поздравуваме посебно. Ете, најдраги мои, ова беше Савка Тодоровска, жената која цел живот се бори за женските права. Ми се чини дека една единствена поголем поборник за женските права во Македонија не постои. И посакуваме добро здравје и вам, драги мои. Гледајте ги нашите репризни изданија, ете SOS бројот, запишувајте го, кажувајте го, ширете ја. Секоја информација, нека се разбудат нашите жени, затоа што Македонија заслужува само добри жени. Вашиот водител и мотиватор Јулија Мациевска ви се заблагодарува за вашето внимание и ви посакувам прекрасен ден. Будење со Јулија